Најбољ. Најбољ. Кога почнува Outlaw, како почине цела прича? Све почна у 2010-та. Прво бендот беше составен уште пред ја да дојдам у септември, да беше официјално моето доаѓање. Пред тоа се собра као екипа, нема име, ништо овона, ама свира таа музика. И од кога дојдов ја се деси името, свирка, вака така, па понатаму се менуваше и све овона, такви работи. Може као он дојде у бендот, се смени постави такви работи. Како и да све започне од 2010-та. Пред 5 години изгледа малце како и да. Името кој го избра, кој е кумо? Зашто? Па мислам дека Марин беше претходниот гитарист, поздрав до него. Он беше, мислам дека кумот на името, што даде као, не знам, прво беше дека интересно име, некаква идеологија на такве некои, не знам, размислување што ги имавме лесно запамтливо, плюс со еден збор име и тие работи. И одговараше на нас, мислам дека повеќе од све што смисливме во тој период. Па сега вака, прво издание албумот 13 декември, така. Тогаш го извадивме првиот албум. Песните поголем дел се направени од бившиот член гитарист Марин, него басистот Дадо, значи Наско вокалот и бубњарот Филип, Тапанар, пардон. И имаа веќе спремни песни непосредно пред снимање на албумот. Гитаристот Марин мораше да го напушти бендот, па дојдов јас. Направивме некои мали измени на песните, аранжманите останаа исти, само некои шминки, додатоци, некои такви работи. И го снимивме албумот кај Горан, Almost Famous Studio. Поздрав до него. Многу ни помогна за реализирање, ни помагаше во идеи, во снимање, начин на снимање и сите тие работи. И откако го снимивме албумот, негде крајот на летото околу септември ни се придружи нов гитарист кој не беше за време на снимањето на албумот, али ни помогна многу за припремање, за лајв настапи, дополни како што треба, пошто бендот бараше 2 гитари. На 13 декември го извадивме албумот и од тогаш направивме неколку свирки, направивме промоција во Хавана на 7 февруари, мислам, со наши добри пријатели. Певецот, нив идејата им почна како хардкор метал, али откако дојдовме новите 2 гитаристи и низ годините како и на нив им се сменија музичките влијанија и интереси, сега можеме да кажеме со новата песна и со новите песни што доаѓаат во скоро време, се надеваме тоа септември, ќе биде малце поекспериментално, малце по-прогресивно, али ќе задржи корени на хардкор и метал, се разбира. Ајде. Да, па видеото го снимаше Томи Акимовски, Томи ММ, познат на Facebook, од Битола. Не снимаше на Земјотрес фестивалот, тој е независен фестивал кој го организираат Физик, остала компанија, поздрав за нив, фала што не викнам многу, како да го спомнам. Одличен фестивал, многу добра атмосфера имаше, не снимаше поголемиот дел од настапот, има многу добри кадри и онака решивме да направиме као видео запис мал, да се представиме со новиот сингл што го снимавме пред скоро време, што мислам дека испадна супер, мислам дека е слушан доволно, сеја за сеја. Има ли го албумот како се вика и кај може да се најде, дали ги има? Да, албумот го нема во локали, само кај нас сеја за сеја и од Die Hard Records, Die Hard Booking на Диме и Джоле, преку нив може да се побара, бидејќи они ни помогнаа во издавањето на албумот. Како се вика? Die Hard Records, албумот? This is how they look at us. Да, тоа е името на нашиот албум. Идни планови? Па, сега за сега пробуваме да се посветиме повеќе на правење нов материјал, на правење се повеќе и повеќе песни, за да може да снимаме нов албум или EP, не свеедно е, ќе се решиме по некое време. Со ова што кажам, мат забегување малце со жанровскиот стил.
кои на нас многу ни се допаѓа, се надам и на тие што не слушаат. Свирки нема да имаме скоро време, тек од сезона следна, после лето можеби ќе почнеме пак, седор не средиме доволно нов материјал, бидејќи ова веќе ние бајаги години свириме светно, исто и знаете како е некако ќе се досади нешто, дури на нас не е досадено премногу. И све сакаме ново и поново за да правиме свирки повеќе и повеќе и повеќе да не се досадим. Земјотрес настапот беше многу добро при мен, се забавувавме. Може да се види тоа на спотот, значи спотот не е нешто синхронизиран. Одберени се стриктно кадри кај што луѓе имаат забава, да се види како се проаѓа на наш настап. И имам уште еден таков добар настап, што беше на промоцијата на албумот, пошто и тогаш имаше голема посетеност. Обично кај наш сценава не е во најдобро стање. И во последниве неколку години, мислам, не се жалиме, но може да биде подобро. Наши музички влијанија се, па сега ќе почнам од, ќе кажам за Наско и за другиот гитарист, они се во музичкиот факултет моментално, студираат и имаат влијанија од сите сфери во музиката, значи секаква музика ги интересира, секаква музика свират и сакавме и тоа да го ставиме во новиот материјал, затоа реков претходно експериментално. Јас своји музички влијанија сакам секаква музика, претежно гитарска, значи да има, не знам, нека има джез, класика, метал ми е љубовта, значи сакаме енергичност да пренесеме, без разлика која ни е основата на песната, дали има таков или ваков аранжман. Битно ни е преку металот и хардкорот да однесеме позитивна и реална слика на некој начин за моменталните случувања во денешницава. И сакаме да имаме што повеќе на некој начин да се изразам курчења на гитари, на бубањ, како невидени и оригинални стилови на свирење. Значи ни другиве млади бендови со послување на таа метал. Значи можам да зборам цел ден за тоа, значи во Македонија, во скоро сите жанрови, реална музика, како што се дели под жанровски, постојат милиони жанрови на бендови во светот, кај нас тоа не е исклучок. Значи имаме премногу бендови што може да ветат многу, имаат премногу квалитет и добра музика и добри снимки и добро све со оглед на тоа што имаме лимитирани средства за тоа да го реализираме. И сите бендови без разлика на жанрови вака малце во по-андерграунд сцената многу се поддржуваме и многу се дружиме и највише тоа не одржава во живот, а и тоа секако љубовта што сакаме да искажеме према музиката во нашите бендови, што ни се највише као хоби. Па лично мои најомилени можам да ги споменам во нашата држава. Beyond the Horizon исто и таму свирам, тие ми се добри другари. Carnage, Dominion, тие се metal band исто, Culture Development, Screaming for Change, Smut, Formless Terror, Unending Fury, ете ќе ги спомнам, Furion. Има многу бендови. Значи не Hardface, да. Значи премногу бендови, сите нудат премногу добра сценски настап и имаат албуми за себе кои имаат многу да кажат. Добро. Не, имало стално. Сега добро. Како? Не се 5, има поише, 15. По 15 минимум сум ги бројал, се заебавам. Не. Ама имало. И многу се и тие енергични, и тие сакаат да влезат во мошпит, и тие сакаат да бидат дел од енергијата што се случува през сцена, не само што се позади, што сакаат да дојдат да го слушаат само бендот. Тие прават стејдж дајвови, тие идат да пеат дел од песните, се дерат, урлат, као секој што би дошол да си помине јако на свирка. И не се так, има се исклучоци, нели као некој дошол само да слуша бенд нормално,
Ама има и стварно некои девојчиња што доаѓаат и ме зачудуваат, онека се плашам и ја од нив, се заебавам. Оу, тоа само публиката мислам да може да кажа од моја гледна точка повеќето настани што се десиле со поголем број на луѓе мислам дека биле супер. Сека енергично, многу за нас е длабоко искуство и за мене особено кога ќе пружа микрофон некој да ми отпее мој дел од текст. И се дешавале хавари, се дешавале и многу мирни моменти, па не знам да оценам се точно кога како. Зависи од свирката, зависи моментот. Ама сегаш е енергично и полно со емоции сите тие моменти. Текстовите претежно ги пишувам јас, имам на некои текстови од првиот албум помош од Фици од останатите членови од бендот, сите се на англиски, а мислам дека секоја песна различна тема опфаќа повеќе од лични искуства, се што мислиме да искажеме преку песна, тоа го кажуваме на, не знам, као на секоја песна е различно повеќе од нашиот живот, пробуваме да го раскажеме преку песни, наши проблеми и сите тие работи. Општи проблематики што може секој да се соживее и да ги свати за полесно да се релейт на народот. Па тоа. Да може да се интерпретира полесно. Да. А за новиот материјал пробуваме песните да бидат текстовите барам, особено и добро и песните, ама текстовите да бидат не толку straightforward, туку да бидат као подлабоки, да не се свати одма толку као што го искажаш проблемот, толку као ако некој ја слуша песната да може да си каже да ако има друга ствар да се поврза со овој текст, а не со тој што јас го имам напишано текстот и многу различни ствари. А и понатаму така правиме, као што целиот материјал се движи напред и као што правиме песни повеќе и повеќе. Тоа не знам. Океј, респект, успех, нешто да порачате на младите за планови за 15 женски у публика на... Еј, да видат на следна свирка 30 женски. Иначе се заебавам, нема веза за фановите, нека идат на свирки сите, нека одржуваат сцената уживо цело време, зашто ние сме, нашиве бендови сме тука што може да пружиме нешто на публиката што треба. Нема некој странство туку така, дое за да пружи нешто, а ние сме тука што сме цело време. И тоа е тоа. Бендот го сочинуваат 5 луѓе, Наско вокал, јас Мартин гитара, Иван Джоки втора гитара, Дадо бас и Фиц тапање. Имаме гостин Мики ни пее на првата наша песна, прва направена, Опсалица се вика песната. Ни гостува као вокал. Од бендот Генерисон. Поздрав до нив, побратими ни се.